допуштање во оптек по работа на диагностичкиот центар во скопот на Језовачка болница Струница и промовирање на комплетната апаратура, односно на дел од апаратурата, кој што е добиена од владата на Република Македонија преку Министерството за здравство. Моментално сме во просторијата кај што е монтиран новиот 16 слайсетен компјутеризиран томограф, кој веќе почнува од следната недела со званичната работа. Во другите простории се монтирани другите конвенционалниот рентген, еко апарат 4D, ендоскопскиот апарат Pentax, монтирани се екокардиолошкиот апарат, монтирани е стрес тестот. Тоа е апаратурата која моментално се наоѓа во диагностичкиот центар. И тоа е дел од опремата кој што е добиен. Другата опрема е монтиран во одделенијата во операционите сали. И тоа постои респираторна машина која што е универзална за деца и за возрасти. Постои пациент монитори кои што се монтирани во просториите на кардиолошката единица. Исто така пациент монитор кој што е монтиран во интензивна нега на хирургија. Монтирани 2 операциони стола со 2 анестезиолошки апарата и комплет светла за операционите сали. Пропратните медицински инструменти, исто се така сетовите, хируршките сетови, СТГ апаратите кои што се монтирани на гинекологија. Вчера се набавени и 3 нови возила за транспорт на пациентите кои се за диализа, исклучиво за транспорт на тие пациенти. Во фаза на очекување сме да добиеме и дел од другата опрема која што е предвидена за очното одделение. Тоа се предвидува да биде некаде кон крајот на годината од типот на микроскопот и пропратните инструменти за офталмолошките операции. Колку чини целата ова опрема и што значи за општата болница Струмица се тоа што го добивате како нова? Ова опрема локализирана која што е овдека сместена некаде околу 1.600.000 евра, значи во самиот диагностички центар. А вредноста на комплетната апаратура која што во самата болница е далеку над оваа сума. Придобивките се огромни, значи тоа прераснува во вистински регионален центар. Тука не постои, скоро да не постои апарат кој што нема од диагностичката страна. Исклучиво, кај нас го нема апаратот магнетна резонанса. Иначе во диагностиката сме комплет опремени. Исто така и во самата оперативна област. Нема поголемо задоволство кога ќе се видат резултатите од одредени мерки и политики на владата, а резултатите се токму овие што денес ги гледаме во Струмичката болница и во болниците широм Република Македонија. Нова, најсовремена опрема што се користи во современите медицински центри во Европа, во Германија, во Америка. На овој начин, со инвестирањето во опрема што не се направила уназад 50 години, болниците во Република Македонија, здравствените установи ќе можат да пружаат квалитетни здравствени услуги, навреме да се диагностицираат болестите, луѓето да бидат излечени. Тоа се вистински резултати од вложувањата во здравството што ги правиме, од оваа набавка на опрема во купен износ за цела држава од прилика околу 100 милиони евра е, а Струмичката болница во тој дел има над 3 милиони евра со вкупно кога ќе се собере целокупната опрема што е стигната или што ќе стигне во следните недели. Така да јас сум среќен затоа што имаме и можност за здравствените работници да бидат помотивирани кога работат на ваква современа апаратура, ќе имаат мотив да бидат добро обучени, да одат напред во кариерата, а спред се и над се е значајно за граѓаните на општина Струмица и целиот регион на југоисточна Македонија, кои што ќе можат да добијат квалитетни здравствени услуги и подобро здравје. Само се До сега ве прашувавме најмногу за економски прашања, за вработувањето, за инвестициите, за субвенциите, значи за економијата. Кажете сега со манифестот, кои се главните политики, кои ќе бидат главните политики во наредниот период во областта на здравството? Значи, генерално така. Да. Во областта на здравството, значи имаме инвестирање и во здравствената инфраструктура и во моделот и начинот како функционира здравствениот систем. Во делот на инфраструктурата го спомнав проектот што е во тек и кој што веќе е реалност, набавката на опрема од 100 милиони евра за сите здравствени установи во Република Македонија и второ реконструкција и реновирање на сите здравствени установи во државата во одредени фази. Значи сите здравствени установи ќе бидат реновирани со цел и амбиентот, условите за болните и за
здравствените работници да се подобри. Во делот на квалитетот на здравствените услуги битен фактор е и мотивацијата на здравствените работници. Тука ние имаме промена една која што е внесокна, тоа е дека најдобрите 3 до 5 доктори во секоја јавна здравствена установа ќе бидат наградени со двојно повисока плата со цел да се разбира врз основа на точно прецизирани критериуми за учинокот, односно услугата што ќе ја пружат, со цел да ги задржиме најквалитетните здравствени работници во јавното здравство и да може да бидат мотивирани. Користењето на системот на плаќање по учинок е една од крупните реформи што се прави во здравствениот сектор, каде што практично врз основа на учинокот ќе биде дефинирана и платата на работените, што значи дека ќе има поголема мотивација за оние што остваруваат како што е потребно, односно согласно критериумите што се определени од Министерството за здравство за тоа колку број на прегледи, операции и слично треба да се направат. И истовремено имаме настојување да обезбедиме подобри услуги за пациентите во делот на кога е потребно да се лекуваат во странство. Ние во програмата имаме предвидено, значи во тој дел да може со плаќање максимум од 200 евра да може да се испратат во странство, се разбира во основа на квалификувано мислење на комисиите. Има и бројни други реформи за кои што заменик министер за здравство кој што денес со нас ќе може да ни даде повеќе детали. Само што едно прашање повторно во делот на економијата, значи може ли да направиме паралел, односно која е разликата помеѓу проектот кој што вие го најавувате куќа купи стан и проектот кој што го најавуваат од СДСМ за кредитирање на станови? Основната разлика е што ние реализираме кога ќе ветиме и го покажавме тоа со сите досегашни проекти. За разлика од Социјалдемократскиот сојуз, кој што никогаш во практика не ги спровел тие проекти што сега ги ветува на граѓаните, и второ не им се напишани дел од проектите во програмата да ги ветуваат на граѓаните. Втората разлика е во тоа што овој проект што ние го нудиме е многу пореален, бидејќи е направен во основа на разговори со банкарите и градежните фирми и врз таа основа точно се дадени прецизно параметрите, односно начинот како ќе функционира тој проект. Имено ние предвидуваме со проектот во првите 5 години за кредит што граѓанин ќе го земе во вредност до 50.000 евра за купување на стан или изградба на куќа, да се субвенционира половина од месечната рата, значи и камата и главница. Првите 5 години ќе биде плаќана од државата. Истовремено точно имаме утврдено кои услови се необходни за да тоа се оствари, односно станот треба да биде со максимална цена од 900 евра по метар квадратен или од тоа се разбира. Исто така предвидуваме да биде прв пат решавано стамбеното прашање, значи не некој што веќе има стан да може тоа да го прави, освен ако не го продаде претходниот стан. И имаме дефинирано дека тоа право може да го користат семејствата што имаат до 900 евра купни месечни приходи со цел да овозможиме поголем број на оние со средни приходи и пониски приходи да може да дојдат до стан. Ние имаме точно определени колку средства во буџетот ќе ни бидат потребни за секоја година за овој проект, како и за другиот проект кој што подразбира 50% учество на државата во оние средства што банките ги бараат како учество за да се добие кредит. Значи 6250 евра ќе плаќа државата од прилика за кредит од 55.000 евра, а другите 6250 евра во учеството ќе ги обезбеди граѓаниот. Значи повторувам, разликата е во тоа што нашиот проект е направен во основа на контакти, разговори и со банките и со градежните компании, значи е реален и точно имаме утврдено и износи колку ќе партиципираме и во кој временски период ќе се реализира. Сето тоа го нема во проектот на СДСМ. Нека слушнавме поголем дел за поводот на нашата посета. Ја би подсетил дека поводот на нашата денешна посета е токму отварањето на новиот диагностички центар во сосема нов простор, како што видовме. На тој начин пациентите од Струмица и Струмичкиот регион ќе бидат во можност на едно место да ги добиваат сите диагностички услуги, да ги добиваат со највисок квалитет и брза услуга и без во исто време да бидат оптеретени со разочарување или губење време како што имавме во претходниот период. Новиот диагностички центар видовме дека има и топла врска со госпиталниот дел на болницата, но ја би потенцирал дека тоа е само еден помал дел од бенефитот на овој нов диагностички центар, бидејќи многу поголем бенефит е оваа нова опрема што гледате овде, бидејќи гледате тука имаме зад нас еден најнов тип на апарат за компјутеризирана томографија со 16 детекторски реда за кардиоваскуларни процедури и видовме имаме и мамограф,
имаме фиксен и мобилен рентген, имаме едно од висока класа кардиолошко еко, имаме 4D гинеколошко еко, имаме целата апаратура што е неопходна за еден современ диагностички центар, а токму и таков ќе биде овај нов центар во Струмичката болница, значи ќе биде конкурентен рамо до рамо со сите модерни медицински институции во регионот и пошироко. Но исто така би спомнал дека гледам и болницата ќе има и нова рува, во завршна фаза се реконструкциите кои се започнати и се при крај во завршна фаза. Видов дека надворешната фаза е во над 75% веќе завршена. Видов дека е завршен и новиот покрив на инфективното одделение и една нова капела во скоп на оваа болница. Но исто така слушнавме од директорот дека имаме и во хоспиталниот дел опрема која значајно ќе придонесе во подобрување на оперативниот третман, особено операционите сали, и тука ќе продолжиме да ги зајакнеме и човечките ресурси. Слушнавме дека болницата во соработка и со Министерството набави 3 нови возила, што е за нас многу значајно, бидејќи тоа е олеснување на третманот на бубрежно болните, хронично бубрежно болни, кои се пациенти на центарот за диализа. И конечно во овој контекст би спомнал дека имаме извонредно работење на менаџерскиот тим на оваа болница. Значи, задоволни сме од резултатите, а воедно очекуваме со оваа опрема да колегите, да здравствениот персонал пружат многу подобри услуги, благодарение на оваа диагностика, да ги користат најновите медицински практики и со сето тоа да створиме услови пациентите да си ги задржат во оваа институција. Конечно, со сето ова очекуваме да се донесат европски стандарди во лекувањето и во нашите болници. Значи ли тоа дека Министерството за здравство ќе вработи нови вработени и дали ќе има простор за нови специализации? Благодарам. Прашањето е на место, бидејќи ние ги поставивме важните столбови носачи, ја викам, во здравството, а тоа беше модернизација, се разбира, со разбирање на оваа влада. Обезбедивме реконструкции, обезбедивме опрема, сега следи во такви услови и со поголемо задоволство да работи идниот кадар, а тоа е наредна фаза, тоа го имаме и во нашата програма зацртано. Тоа не го правиме не само од аспект дека старе е веќе специјалистичкиот кадар, туку и од аспект дека некој треба навистина добро да работи да искористи оваа опрема. Наредната фаза ќе биде фокусираност токму на тоа.